Sine, štom te ukorovam, što i da praviš, te zaštitovam. Ostavi gnev svoja pravda, želbi očekuvanja, prepušti se na mene, tatko na ljubav da. Ne plaši se, ostavi se, ne luti se, ostavi se, ne griži se, ostavi se, ljubav ta moja, za se, ne misli se, ostavi se, prepušti se, vo mene, ne mudruvaj, ostavi se, ljubav ta večna, vo sekoje srce. Slava ti, Gospode Isuse Hriste, slava ti, Isuse. Tatko naš, ti благодарам što i u ovoj den me ispravi, mi davaš stif, mi davaš život, stif i se, što mi nauči kako da го otvorам srcevo. Јас те молам и денеска се што зборувам да биде за Твоја слава. Царството, силата, волјата се Твоја, им простувам на сите, им простувам на непријателите, јас немам непријатели, ги благословувам, носам вечера. На луѓето што хулата не знаат, прости им, не знаат што прават. Те молам да дојдеш во моето срце и денеска и довек и во заедницата со трудници, Твојата молитвена војска, да ја заштитиш од погани усти, од лажливи усти, од сатански синови, ѓаволски синови, земни, поделени, божемни христијански заедници. Те сакаме, Господи Исусе Христа, и денеска и довека Твојата љубов да не преплавува, да победувам со Твојата љубов, да останувам во Твојата љубов. Еве ова утро во Мавра, во -6, падна првиот снег. Те сакам, Господи Исусе Христе, и уште повеќе ќе те љубам. Нека овие живи слова и денеска ги допрат сите оние кои се жедни, да со срцето да разберат, да се покајат како што велиш ти, да ти предадат се, да примат се, значи да ти ја дадат власт, за да имаат власт да газат вистински на змии и на скорпии. Првин да ги ослободат своите срца и своите мисли од сатански желби, од сатански амбиции, од вавилонски христијани, од евреи кои не се евреи, од сатански синагоги, од лажливци, од сребролюбци. Дојди и во Македонија, ја враќаме во Твоја собственост, ти да се грижиш за неа, ние не можеме. Слава ти, Господи Исусе Христе, стихот е да не би некој горчлив корен да изникне и да затруе многумина. Што е тоа горчлив корен? Каде да изникне? Па во тебе, синко. Имаш амбиција, желба, например, наеднаш да станеш, тој колку бргу е тоа, научуваш неколку стихови. Или си бил претходно, например, мастер, си бил мастер и пејач. Ти положи раце и одеднаш стануваш пастор, не знам што, надбископ си денес, што правиш. И се враќаш на старата состојба, а немаш знаење. Знаеш дека не си тоа. Затоа вели не положувајте пребрзо раце, значи горчлив корен во твоето срце, имаш амбиција. Затоа вели не барајте мнозина да бидете учители. Луѓе поставени од луѓе само ги раскажуваат стиховите и тоа е, како да кажеш, зачудувачки, запрепастувачки, како за неколку научени стихови, техники, например. Имитативен театар би го нарекол во христијанството. Тоа што го правил некој претходно, ти го превземаш и од време на време профункционира, зашто Словото Божјо не се враќа празно кога ќе се погоди некоја работа. Изникнува тој горчлив корен. Како изникнува? Па секоја садница што не е посадена од него, ќе биде искорната. Не си посаден од него. Те посадиле луѓе, те поставиле. Во некоја еуфорија ти положиле раце и преку ног стануваш христијани. Видете, можно е тоа кога е Духот присутен. Но видете, раскажано е тоа во Евнухот. Во Евнухот првин тој замина од Египет во Израел. Тоа е еден процес, еден чекор.
Вториот чекор е се поклони пред моштите на заветот. Се подари тој самиот. Ајде да не речам се вети. Потоа наглас третиот чекор го читаше. Наглас. И признава дека не разбира, дека не знае самиот. Четвртиот чекор признава дека не знае самиот. Исус му праќа ангел, преку ангел го праќа Филип да му објасни, тој му сведочи, значи, за Исус и тој прифаќа. Петиот чекор. Прифаќа. Шестиот чекор е прашањето што ме спречува да се крстам, да се прекрстам, да прекршам, да се оставам самиот на крстот, да бидам попрскан со крвта. Тој му вели, ако срцето ти е право и си заминува, гледаат една вода, што е тоа вода? Па место каде што ти треба да се исчистиш, не само однатре. Духовна вода, жива вода, одвнатре да се исчистиш. Одвнатре, тој е целиот проблем, како да се исчистиш однатре. И потоа Филип го снемува, ти остануваш сам и ти можеш да служиш ти тогаш. Не седиш некаде. Не наплаќаш терапии, например, и консултации, наплаќа. Замислете, наплаќаш семинари, им велиш дека бесплатни се терапиите, а мора да поминат низ масажа кој се уплаќа таму по некој. Видете, срамота е тоа што се прави, нели бесплатно добивте, бесплатно давајте, а ти се представуваш за христијанин и зборуваш за другите, значи Исус треба да те посади, те посадил некој друг, ти положил раце пребрзо. Не ние самите, или си завршил телесна школа, а каде е духот, да се накалемиш на лозата на љубовта, значи треба вистински да се накалемиш. Да дадеш плод достоен за покаяние, да го раздадеш својот имот, се да оставиш. Парите што си ги собрал, наплаќајќи го христијанството, си го зголемил својот имот. Замислете, што ќе речат луѓето. Нов човек, нов Тихо, нов Исусов. Например, како што рекла, како во песната Костадин во водата. Нов човек треба да бидеш. Имам еден пријател Костадин Странгов во Кремен. Нов коце треба да бидеш. Со благо слово, не горчливо. Не да ја гледаш раската во другиот, да му велиш ти не си црква, јас сум. Штом вели тој така, бегај од таму. Нема врска тоа. Црквата е на Исус. Ти слетува своеглава сатанска мисла. Зошто вака, а ти како, зошто, а нему му попушташ, зошто така, јас имам право, ти не си црква, не си, ние сме црква, вие сте црква. Црквата е Исус, ти си едно тело со него, ти си дел, жив камен во црквата. Почна да врне една мисла која ти слетува од сатанскиот свет, мисла непокорна на Господ Исус Христос. Значи, ако обвинуваш Христов слуга, ти стануваш борец против Бога и влегуваш директно во проклетство. Сега ни кажува, например, две жени издали од една заедница, зафатена од вавилонство, од сатанизам, од наплаќање, од мамон. Тој им ревел дека може да ги проколне другите анатема да им фрли. Сатаната сам си фрла анатема. Кому ќе му фрлиш ти анатема на Христов слуга? Марш бре, Сатана, во името на Исус. Господ Исус Христос, непокорна, каде ти решаваш, ти судиш, ти посочуваш, ти објаснуваш, ти обвинуваш со твојата волја, не е неговата. И тука си ти фатен, затоа постои нервоза, страв, бес, например, нељубов кај човекот. Штом таму нема љубов, заедница, нема љубов, па барем на почетно ниво. Повеќе љубов, например, има во светот отколку таму. Контрола на луѓето, верниците се плашат од него, дека ќе ги проколне. Тоа е сатаната, тоа е ангел кој се преобразува во демон, преобразен во ангел. Чедата Божи и чедата ѓаволски, по тоа се разликуваат и познаваат. Секој што не постапува праведно и секој што не го љуби братот свој не е од Бога. 1 Јован 3:10. Како не постапуваш праведно? Па знаеш дека Исус е судијата. Ти не судиш тук слуга. Прекршуваш закон бесплатно, добивте бесплатно, давајте, наплатуваш терапии, книги, семинари, исцелувања. Виж, постапуваш по твоето. Осудуваш тук слуга. Ете, тоа е тоа. Не го љубиш братот свој, ќе паднеше некој, со години оди на терапија, замисли, плаќа таму.
демоните излегуваат и влегуваат. И се сеќавам една жена беше од Волково, падна и му велам, абе човек, жената, готово, таа отпадна. Ја остави, плаќаше 5-6 години, например, терапија, не беа мали пари, молитвени. Значи, постапуваш праведно, така не постапува Христов слуга. Постапуваш праведно во владење на Исус и неговата правда. Не нашата, не твојата. И не го љубиш братот свој, се љубиш себе си, сам си судија, учител, владетел, себелюбец. Треба спротивно да раздадеш се како Исус. Ти да бидеш лебот на животот, ти им земаш на луѓето, ги исцисуваш, ги поврзуваш, се разведуваат, умираат. Видите, гледаш дека ти всушност му служиш на сатаната. Дали го знаеш тоа или не е прашање. Нема христијанство со твоја волја. Нема христијанство со наплаќање, влез во заедници и цркви. Еден ден ќе треба тој некој да го отплати. Како што им вели Исус на израелците во пустината, гревот ќе го плаќаат твоите деца. Се сеќавате на Закхеј, кој беше качен на смоквата, треба да го раздаде својот имот. Значи да бидеш леб на животот, љубовна вечера, мисла која те труе. Ти си имаш амбиција, седиш во истата кал, сакаш да знаеш, да исцелуваш, ти да кажуваш кој каде когаш, ти да решаваш. Не, ти треба да бидеш спротивно сад, Исус да те води. Кој те излажа, сатаната ти влезе во срцето, некоја своеглава сатанска мисла, дека, например, ти си посебен, ти си ваков, ти знаеш, или ти се посмевал некој, па Исуса го плука и удира, и наместо да ја прифатиш, наместо да кажеш, бегај од мене, сатано, си ја бараш својата правда, својата волја и излегуваш од царскиот закон на љубовта. Зошто поправо, вели Исус, не ја претрпите штетата, колку што убаво врне снег. Љубовта ја познаваме по тоа што тој ја положи за нас душата своја. Но ние сме должни да ги полагаме душите своји за браќата, 1 Јован 3:16. Како може луѓе што заминуваат од заедницата да ги сатанизираш, да велиш дека ќе пропаднат и така? Дете, можеш да кажеш дека мислиш така, но ги благословуваш да останат во Исус. Еве, кај нас, например, исто заминуваат некои луѓе, но некои се враќаат. Кога сака може да дојде. Овде не е статично само да цитираш, треба да ја предадеш душата вистински, да станеш сотрудник, да сведочиш, да се промениш. Пасивно, што ќе го држам човекот? Што ќе го држам пасивно, да го лажам дека е христијанин? Ако не сакаш, ти бегаш, духот ќе те изгони. Духот Исусов, црквата е на Исус. Ние сме должни да ги полагаме душите своји за браќата, 1 Јован 3:16, да ја дадеш душата, не да си ја чуваш, да трупаш богатство дома. Од кога си станал христијанин, запример, натрупал богатство, замислете, од верниците. Кој ќе плати со тоа? Кога ќе дојде на платата? Кому му служиш? На Исус и Отецот или себе си? Или се прославуваш себе си пред нив? Не треба да осудуваш и да се лутиш, посебно туги слуги. Да се препуштиш треба, да се претопиш, да се потопиш, да се родиш во љубовта. Да се родиш во љубовта и секогаш овде отворено. Зашто кога бевме ние во една седница, тој ми велеше помогни му на пасторот, јас ќе му помогнам, тој се дере, јас ќе му кажам. Првите работи не ги разбираше, например ме прашуваше зошто Господ дозволува страдања. Па се ради слободна волја. Што е тоа пришествие, ме праша. А второто Христово доаѓање. Ете и други работи. Како тоа, например, тука доаѓал Духот, јас тогаш не бев христијанин. Но Духот ми пуштал да му објасниш. И тој сега сака да биде на другите, земаше од интернет проповеди. Тоа е најлошото што може да се направи. Туги знаења пренесуваш, туги знаења непроверени. Не можеш да предаваш хирургија ако не си самиот хирург. Ти имаш своја правда, своји желби, мисли дека сите во тебе се молеле, ти си исцелителот. Дека ти, ако ја отвориш устата, ќе ги проколнеш, ако не ја затвориш, црквата ќе се распадне, ќе пропаднат без тебе. Или љубомора дека несогласување со некого од заедницата, не можеш да го поднесеш, ги бркаш луѓето, тоа се повторува, ти заминува. Луѓето што беа блиски до тебе, кога ќе ги разбуди Духот Исусов, ќе видат дека не е христијанство тоа. Не е такво христијанство без љубов. Да наплаќаш. Значи,
Треба да дојдеш во понеделник, секогаш може да дојдеш кај побратим, да се помоли за тебе, да се покаеш вистински, да го примиш Исус, без разлика што имаш некоја титула. Тоа ништо не ти значи во Царството Божјо. Тогаш ти си тој корен, бркаш луѓе од заедницата твоја, мислиш дека е твој еден ден, ти ќе бидеш избркан. Ти си наред да бидеш избркан, око за око, зап за зап, без Исус. Самиот плаќаш, се што ви прават луѓето, правете им го и вие, тоа се законот и пророците. Пишано е. Одиме понатамо, возлюбени, сега сме чеда Божји. Дали сме чеда Божји или си своеглав, сатански? Но уште не се покажа што ќе бидеме, знаеме само дека кога ќе се покаже, значи дела на љубов во заедништво со Исус, љубовта со дела, или си горчлив корен самиот тераш, ќе бидеме слични на Него, ќе постапуваш како Исус. Нема да проколнуваш, ќе велиш, прости им, татко, не знаеш што прават, зашто ќе го видиме каков што е, дека тоа е вечна љубов, 1 Јован 3:2, и таа љубов те преплавува и те менува и понатаму е упатство за нас. Секој што ја има таа надеж во Него, се очистува сами од себе, како што е чист тој 1 Јованово 3:3, да се исчистиш од чувствата, например, на развод на родителите, трауми со мајката, со таткото, па ги мразиш час мажите, час жените, тој немир што е во тебе. Мораш се да му предадеш, да простиш на сите. Затоа е таа нервоза, например, и амбиција. Имаш потреба луѓето да ти се восхитуваат тебе наместо на Исус. Друг препев, секој што ја положил својата надеж во Него, тој ќе се чува да остане чист, токму како што е Христос чист. 1 Јован 3:3. Јован влези и ги растори цркви каде што се продава и купува гулаби. Гулаби е Духот Свети, они тоа го продаваат. Наплаќаш терапии, молитви, ќе дојде наплатата скоро. Да останеш чист, се очистуваш сами од себе стариот, полагаш надеж во Него, велиш не за сатаната и смртта, да за Исус во моето срце, душа. Да, треба вистински да бидеш христијанин, не само така натоварен со. Најстрашно од секога една сотрудничка ни кажа дека човекот кој води заедница и има голема титула, му чистела дома, нели, како робинки ги држеше. Му нашта книги за магии. Кога сакала да ги фрли, мајката негова не дозволила. Сега размислете што се прави. Еден студент ми кажуваше, кој продавал книги, професоре, зошто водачите на црквите купуваат книги за магии и чародејства? Исус е на помош. Ова е реален момент. Непокорна мисла на Исус, бунтовни, себе правделюбиво, желби, мечти, јас сакам, мислам, чувствам, јас сум на другите, незадоволни викачи со телесен ум и мудрување, кое не те носи до вечната љубов на Господ Исус Христос. Еве стихови, како што знаете, Христос токму затоа дојде да ги отстрани нашите гревови и твоите. Во Него грев нема, па затоа секој што е на Негова страна нема да продолжи да греши, нема да го правиш истото, ќе го раздадеш имотот, ќе се извиниш. Колку луѓе остави така да паднат. Ако човек продолжи да греши, тој ниту го познава Христос, продолжуваш да наплатуваш, да ги изгонуваш луѓето. Ниту пак сваќа кој е кој, не го познава Исус, продолжуваш да грешиш. 1 Јован 3:4-6, друг препев, па знаете дека тој се јави за да ги земе нашите гревови. Грев во Него нема. Одиме понатаму. Кој пребива во Него не греши, секој што греши не го видел, ниту го познал. 3:6, 1 Јован. Да ги отстрани нашите гревови, да бидеш на Негова страна, не на својата. Се јави да ти ги земе гревовите. Дали му ги даваш гревовите, стравовите, чувствата од детството? Чувствени блокади од детството те пореметуваат и не можеш да љубиш до крај. Тоа е проблемот на тој водач, например. Слеп водач кој ќе ве однесе во јама. Дали му ги даваш гревовите или си ги чуваш за себе? Кој греши не го видел, ниту го познал. Не можеш да наплаќаш терапии, книги. Тука се гледа од далеку дека ти си во грев, да ги отфрлаш луѓето, да наплаќаш молитви, замислете. Бесплатно добивте, бесплатно давајте, злато и сребро имам,
а ти велиш не наплаќаш. Татко на лагата. Твојот татко е ѓаволот, им вели Исус на израелците. Тој е татко на лагата, кој греши не го видел, ниту го познал. Значи, дали му дозволуваш да ти го откорне горчливиот корен на себељубие и себеправедност? Јас стојам секако кога ја запуштив таа заедница, кога сега, например, ме клевети дека јас не сум бил црква. Па не сум зависен јас од луѓе. Исус ме поставил, нема му служам, имам татко на небесата. По делата ќе ги познаете. Секој ќе одговара за себе. А може да се провери силата каде е. Ако тој истури сила, сите ќе видат и ќе дознаат која е неговата заедница. Јас ти стојам на располагање да дојдеш и вистински да се покаеш еден ден, кога ќе тргне колата низ вода, кога ќе дојде на платата. Знаете, кога сатаната ќе ти излезе од срцето, ќе останеш како Јуда Искариотски сам, тежок грев, можеш тогаш да ги вратиш парите, но ќе биде касно. Јуда се обеси. Тоа значи остана во проклетство. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус, може да биде Исус и во твоето срце. Дојди да те покајам, вистински да примиш дух и да бидеш слуга, не господар. Тоа е разликата меѓу вистински служител на Исус и сатанско дејание. Од земјата до небесата, љубовта Исусова да ве преплави, не за сатаната и смртта, да за Исус во секое срце. Бегај од нас, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Бегај од Македонија, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Крвта Исусова е врз секој еден од нас и врз македонскава земја. Татко, во името Исусово, оган од небесата истори да изгори се што не е од Исус. Пред нас, околу нас, во нас, низ нас и во македонскава земја. Амин. 24 годишна девојка Ана, која има оштетен слух и говор и живее во Охрид. Да. Сака нешто да ви каже едно многу необично искуство, дека почна да се моли изминатава година заедно со нас, нели? Ова е една група на глуви луѓе кои жеднеат за Божјото слово и вели минатиот вторник доживев, односно по втор пат. Првиот пат мислев дека можеби треба да исчекам да видам дали сум јас во право, дали доволно се следам и се познавам себе. Вели во вторникот кога се приклучивме на молитвата, после проповедта, после зборувањето, молењето, верувајте, прв пат во мојот живот јас слушав, бев однесена акустично некаде во друг простор. Јас слушав и знам дека се чувствував, не го разбирав јазикот кој доаѓаше до мене. Значи јас не знам како изгледа да се зборува, не ми беше јасно. И во срцето се помолив: Исусе Христе, какво е, шо е ова? Јас не знам шо е ова и само слушнав глас во срцето ми вели: вака ќе прослушаш натре во срцето. Вака, да. И ова е вели нешто кое за мене беше духовна сензација. Јас сум глува практично, тотално глув човек. Меѓутоа, овај пат некако разбрав, три пати се случуваше. Значи, веќе имам потреба да го кажам дека ова е навистина надприродно искуство. Да. Да. Тоа сакав кратко да ви кажам дека за мене е ова многу силно сведоштво и верувам дека Бог ми покажува дека сум на вистинскиот пат и дека навистина тој има на секоја душа на светов да му каже, да му шепни, да го осили. Не можам да ви кажам колку беше милозливо, колку то низ мене, низ себе си го чувствував се тоа како глас. Да. Фала и слава на Христа. А истото искуство го имаше и незината мајка, која е исто така глува. Тања беше исто. Да. Кога дојдоа во Скопје, нели, еднаш кај Вера бевме дома и таја веднаш во моментот исто така кажа дека чудесно слушав некакви тонови, инаку ништо живо, нели, при ваков оштетен слух. Меѓутоа вели беше фасцинантно. Да, не можам да кажам колку беше за мене убаво како доживување. Слава на Бога. Слава на Исуса Христа. Здраво.
Јас сум Глува и моето име е Иснија. Јас сум родена во Македонија, но веќе сум преселена во Германија долги години. Учев и се школував во Македонија, но не знаев ништо затоа што мојата фамилија се муслимани и то тврди муслимани. Една другарка школска за време на училиштето, јас кога се спремав да се заболам, таа ми рече: "Дојди вамо, немој, Господ Исус Христос е вистината." Јас ја гледам вака и си велам: "Шо? Библијата, ајде, се пробав, се приклучи во групата за Библија плюс видеата кои што беа изготвени преку Марија и Мирче и ми вели: "Ајде, гледај ги нив", и многу убаво на знаковен јазик, затоа што читањето на Библијата за нас глувите е многу тешко, но кога тоа е претворено на знаковен јазик, тоа значи: ајде глуви луѓе, дојдете, христијанизирајте се, отворете ги срцата, и му благодарам на Господ Исус Христос. Да, и јас ве повикувам, да, вие тешко ќе можете да ја разберете Библијата, да ја читате, но кога би ги гледале овие видеа на знаковен јазик, кога има превод на знаковен јазик и се зборува за Исус, да, во Македонија, и го има тоа, ви кажувам на вистина, Господ Исус Христос е жив. Фала му и му благодарам бескрајно. Глувите, не дозволувајте да бидете загубени овци, туку бидете овци кои што ќе одат во едно стадо напред. Господ Исус Христос да ве благослови. Ве сакам. Милуди се, сине, штом те укорувам, што и да правиш, те заштитувам. Остави гнев, своја правда, желби очекувања, препушти се на мене, татко на љубовта. Не плаши се, остави се, не лути се, остави се, не грижи се, остави се, љубовта моја е лек за се. Не мисли се, остави се, препушти се во мене, не мудрувај, остави се, љубовта вечна во секое срце.